Вкупната рамка на овој договор е максимални 5 милиарди фунти, или, како што велиме тука, отприлика околу 6 милиарди евра. Опфатени се повеќе сектори. Најмногу се зборува за железница, можеби пошто е најсуштинска потребата да имаме железнички транспорт во Македонија. Тука се опфатени секторот на енергетика, вчера премиерот и го најави Чебрен Галишта, здравствениот сектор, болници и повеќе сектори каде што животна средина исто така, повеќе сектори каде што имаме државата има примерна потреба да се надгради и буквално да го стигне регионот и Европа, со тоа да даде квалитет на подобро живење на сите граѓани во државата. Конкретно договорот помеѓу Обединетото кралство и Македонија се заснова на многу сегменти, како што беа до сега најавени, во безбедноста, во образование, во здравство или во превод, сите сегменти каде што можеме да имаме напредок, да се постигне тој напредок. Вашата беше одлична најава на емисијата, дека не само железница, туку многу сегменти во функционирањето на општеството се многу назад. Само со квантни скокови напред ние можеме да постигнеме нешто. Или во речник на железница, ако ние, согласувам со вас дека е лоша состојбата на самите пруги, меѓутоа, ако ние само земеме да ги санираме пругите, да менуваме прагови, да менуваме шини со некои мали санации, додека регионот гради брзи пруги, за конекции ние нема да го стигнеме регионот. Мора поголеми квантни скокови во секој сегмент и сектор, за да го стигнеме регионот и да бараме полноправно членство во Европска Унија, а за да бараш полноправно членство треба да си полноправно способен за тоа членство, или сите оние барања да ги достигнеме и квалитативно и технолошки во секоја можна смисла.